Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје. Ви посакувам добре дојде и секако ве поканувам и ова утро да не следите од почеток до крај, се разбира и да земете учество во емисијата, јавувајќи се, поставувајќи прашање за да добиете совети и препорака за вашиот проблем. Утрово зборуваме за анални фисури, симптомите, ризик факторите, дијагностичките процедури, зашто е важно навреме да се побара совет од лекар, односно да се посети лекар специјалист, каков е третманот и како да се превенираат, односно што е она најважно што треба да го знаеме за оваа тема која што ја обработуваме и оваа проблематика која некогаш и е занемарена. На оваа тема утрово разговараме со професор доктор Владимир Андреевски, субспецијалист гастроентерохепатолог од Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија. Добро утро, доктор Владимир, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро на Фактор здравје, 24 вести и вашите гледачи. Така, драго ми е што сте повторно со нас, со последна малку подолга пауза. Последното гостување беше за хемороидална болест, затоа рековме ќе одбереме нешто друго за кое што ќе зборуваме, ама некогаш се преклопуваат симптомите со оваа тема која што ја разговараме утрово. Што се анални фисури, какви пукнатини се и што е она карактеристично за нив? Па видете, аналните фисури се всушност една од најфреквентните состојби и патологии во рамки на аноректалното подрачје, односно анусот и завршниот дел од дебелото црево. Точни податоци не постојат, меѓутоа согласно податоците од некои земји кои што имаат попрецизна медицинска статистика, овде првенствено мислам на Соединените Американски држави, на годишно ниво се регистрираат по 235 до 340 илјади случаи, што ќе се сложите со мене е една бројка за респект, а според некои студии пак се смета дека дури секој пети човек, барем еднаш во текот на животот, има искуство со појавата на аналните фисури. Да. Може би вака како термин некој прв пат ќе слушне за ова. Најчесто знаеме за хемороидите и хемороидалната болест и најчесто тие симптоми кои ќе се појават ги поврзуваме со вакво нешто. Апсолутно да. Често е преклопувањето, значи од искуствова можем да кажем дека дури 50% од пациентите со хронични анални фисури во исто време имаат и хемороидална болест и токму можеби тоа е една од причините зашто пациентите во почетокот симптомите ги препишуваат на појавата на хемороидална болест, а не на анални фисури. Инаку, аналните фисури се делат на... Постојат две поделби. Едната поделба е на примарни и секундарни, а другата е согласно временската одредница, односно на акутни и хронични. Примарните анални фисури се оние кои што се јавуваат сами по себе и обично се последица или на појава на констипација, односно празнење на тврда и волуминозна столица, или пак експлозивна диареја, што и во едниот и во другиот случај резултира со раскинување на лигавицата на анодермалното подрачје, додека пак секундарните анални фисури се оние кои што се јавуваат во склоп на други заболувања. И еден добар пример за тоа представуваат пациентите со инфламаторни цревни заболувања и тоа особено со Кроновата болест, каде што дури 30% од пациентите имаат така наречена перианална форма на Кронова болест, а 30% од нив пак имаат хронични анални фисури. Понатаму, причина за секундарни анални фисури знаат да бидат и хематолошките заболувања од тип на леукозата и лимфомите, дел од венеричните преносливите заболувања, како што е ХИВ инфекцијата, понатаму сифилисот и инфекцијата со хламидија, тука и асоциацијата со аноректалниот карцином, така што има ситуации каде што навистина може да биде фисурата од секундарна природа и само по себе од таму се наложува и потребата од дополнителни исследувања. За да се види, да, некогаш значи за ова може да биде симптом или пак да укаже на нешто друго. На нешто друго. Да. Ќе погледнеме блок реклами, а верувам сите оние кои што внимателно ќе не следат ова утро, можеби ќе препознаат некоја од состојбите или некој симптом, па ќе ги поттикнеме навреме или порано да дојдат и да направат преглед. Останете со нас до самиот крај, следуваат реклами, па продолжуваме со разговорот.
Со професор доктор Владимир Андреевски, субспецијалист гастроентерохепатолог од Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија, зборуваме за аналните фисури. Во поглед на застапеноста, доктор Владимир, кај машкиот, кај женскиот пол, каков е соодносот? Одлично прашање. Состојбата се јавува рамномерно кај обата пола, а од аспект на возраста на појава, најобременета е популацијата од 20 до 40-45 години, значи станува збор за работоспособно население, додека е поретка кај повозрастните, што е сосема логично ако се има предвид дека паралелно со физиолошкиот процес на старење, постапно кај сите луѓе доаѓа до слабење на тонусот на аналниот сфинктер. А токму појавата на зголемен тонус, односно хипертонус на аналниот сфинктер и директно вклучен во патофизиолошките механизми на појава на аналните фисури. Што сакам да кажам со тоа? Како настануваат, така? При празнење, условно речено на тврда столица или експлозивна појава на проливи, доаѓа до почетно раскинување на лигавицата на ановермалното подрачје. Тоа само по себе предизвикува болка. Болката е причина за појава на спазами на хипертонус на аналниот сфинктер. Со тоа доаѓа до дополнително ширење на рабовите на фисурата, односно нејзино дополнително цепење, што повторно потенцира појава на хипертонус на аналниот сфинктер и во сето ова уште се вклучува, се вметнува и појавата на исхемија заради тој хипертонус на аналниот сфинктер и како резултат на тоа се формира еден вид на маѓепсан круг кој што го отежнува процесот на санација, односно зараснување на аналните фисури. Да. Болката која што ја споменавте, таа е најинтензивната и главниот симптом, што дополнително може да се појави. Болката и таа може варијабилно да трае, обично се поврзува со актот на дефекација, ако може да биде присутна и вон периодите на празнење, но факт е дека се влошува со секое празнење и може да трае од неколку минути па до неколку часа по завршување на актот на дефекација. Потоа постои разлика и во зависност од тоа дали се работи за акутни анални фисури или хронични анални фисури. Кај акутните анални фисури болката знае по интензитет да биде пожестока, додека кај хроничните анални фисури знае да биде поблага по својот интензитет и интермитентна. Впрочем, и времетраењето на болката, како и останатите симптоми од типот на појавата на крварење, кое во случајов е едно минимално ректално крварење, не е така обилно како кај хемороидалните крварења или некои други состојби, како што е улцеративниот колитис, го определува карактерот, типот на фисурата, дали е фисурата акутна или хронична. Дефиницијата главно е временски одредена, така што фисурите кои што се пратени со симптоматологија до 6 недели се сметаат за акутни, а оние кои што траат подолго од 6 недели се сметаат за хронични. Иако секогаш состојбата започнува како акутна анална фисура, со тоа што и покрај примената на сите конзервативни мерки, без употреба на некоја специфична медикаментозна терапија, еден добар дел, 40-50% од аналните фисури од акутни, речиси задолжително преминуваат и во хронични анални фисури. Така, да. И сега ќе речеме, како една толку мала пукнатина или раничка прави толку голем проблем и толку силна и интензивна болка? Па јас ќе речем во пракса, само човек што нема искуство со појава на анална фисура не знае што е болка. Значи, пациенти се произнесуваат дека е далеку поинтензивна и од една ренална колика и од бројни други состојби, и тоа е од причина што аноректалното подрачје е снабдено, односно има добра инервација, што не е случај, да речеме, од ректумот па проксимално дебелото црево, каде што практично и некои интервенции кои ги спроведуваме на клиниката за гастроентерохепатологија, како што е полипектомија, воопшто не се чувствува и не боли, бидејќи не постои инервација на мукозата на дебелото црево. Таму болката обично се должи на дистензија, ширење на дебелото црево заради инсуфлација на воздух или на CO2, бидејќи сензорните нервни влакна се наоѓаат само во серозата, обвивката на дебелото црево, а овдека имаме одлична инервација на аналното подрачје, односно на аналниот канал. И затоа имаме така појава на така интензивна болка. Да. Дали пациентите или од она што и во пракса го гледате кога ќе дојдат на преглед заради ваква проблематика, или можеби за нешто друго па ќе се открие дека станува збори за анална фисура, кога ја имаат таа силна интензивна болка, го одложуваат празнењето на цревата? Каков проблем тоа може после дополнително, бидејќи знаат што би ги очекувало во тој момент? Так, одличен коментар. Значи, ја верувам дека еден добар дел од пациентите веднаш консултираат лекар, меѓутоа има и такви кои што од интимни причини не се одлучуваат веднаш да консултираат лекар, а и поради факт што
постои едно општо мислење дека најчесто се работи за хемороидална болест и во таква Па ќе ситуација ги смируваме и пациентите ќе ги средуваме се сами. одлучуваат со користење на своја рака, на топични форми на терапија да го купираат проблемот, а баш напротив проблемот се зголемува, бидејќи акутната фисура преминува во хронична. Вистинскиот период за тераписко делување, за да се постигне санирање на поголем дел од фисурите е во акутната фаза, тоа е во првите 6 недели. Така да. Во поглед на дијагностиката, бидејќи веќе и крвта нели се појавува, секогаш велиме кога ќе видиме крв во изметот, мораме задолжително или прво нешто што треба да се направи е колоноскопија. Дали и овде е така? Така е, Случајот и апсолутно состојбата? да. Значи, присуството на крварење, дури кај пациенти со анална фисура, налага само по себе дополнителни исследувања, бидејќи постојат бројни други посериозни состојби кои што може да се манифестираат со појава на аноректално крварење, како што е аноректалниот колоректалниот карцином, воспалителните цревни заболувања, синдромот на солитарен ректален улкус и бројни други состојби. Иако во почетокот, кога станува збор за акутна анална фисура, ми се чини дека лекарот е доволно само да направи надворешен анален преглед. Затоа што пристапот со примена на некои инвазивни дијагностички методи само може да ги влоши симптомите. Пракса е обично да пациентите во легната положба, во лев декубитус, значи лева бочна положба, бидат прегледани со така наречен надворешен анален преглед, каде што се постигнува инспекција, односно увид во регијата на анусот и подрачјето околу аналниот отвор, што најчесто е доволно за да се констатира дека има присутна фисура. Во таква ситуација, во почетокот може да се интервенира тераписки, главно со примена на медикаментозни форми на терапија, а по подмирување на симптомите, тогаш дефинитивно доколку има присуство на аноректално крварење, треба да се направи и ендоскопска евалуација. Степенот на ендоскопска евалуација, односно до каде ќе се оди, дали ќе се направи дистална колоноскопија, односно сигмоидоскопија, или ќе се направи тотална колоноскопија, првенствено зависи од возраста на пациентот и дополнителните ризик фактори. Ако се работи за млади лица под 50 години кои што немаат фамилиарна анамнеза за колоректален карцином или некој од генетски наследните синдроми кои што представуваат ризик фактор за појава на колоректален карцином, тогаш е доволна и дистална колоноскопија со која се евалуираат дисталните 60 см од дебелото црево, додека кај лица кои што се на возраст над 50 години, дури да немаат дополнителни ризик фактори, а поради фактот што од 50 години па нагоре започнува со геометриска прогресија да расте ризикот за појава на колоректален карцином, задолжително се советува, и тоа е златен стандард, да се направи тотална колоноскопија. Така што во некој момент ниту еден пациент со анална фисура не треба да биде оставен без дополнителни исследувања, односно ендоскопска евалуација. Во почетната фаза, можеби по почетно смирување на симптомите е доволно да се направи, особено кога има крварење, дури на непрочистен пациент, аноскопија која што се состои од вметнување на краток инструмент од 10 сантиметри во аналниот канал, со кој што практично не се стекнува увид само во присуството на фисурата, туку може да се видат хемороидалните јазли или некои попатно присутни други коморбидни состојби. Така да. И пак да го искористиме повторно моментот, и колоноскопијата и како дијагностичка и како терапевска метода или процедура, така? Ако покаже добри, односно резултати, за колку време потоа, после тоа може и треба да прави пациент, кога некогаш и превентивно се доаѓа да се направи колоноскопија? Па јас би рекол колоноскопијата тераписки кај аналните фисури нема свое некое поголемо значение. Другите. Повеќе во дијагностичка смисла. Да. Колоноскопијата е повеќе во насока на превенција на појава на колоректалниот карцином и впрочем и клиниката за гастроентерохепатологија ми се чини од 2023 година спроведува скрининг програма за рана превенција на колоректален карцином со повикување на сите пациенти од територијата на Скопје во моментов на возраст над 50 години за една скрининг колоноскопија. Во таа смисла е колоноскопијата, додека кај аналните фисури обично третманот се состои од примена првенствено на конзервативни мерки кои што се поприлично успешни во акутната фаза кога станува збор за акутни анални фисури. Па така да речеме со примена само на храна која што е богата со влакна, овде мислиме на зеленчук, на овошје, на доволен внес на течности, на житарки, на физичка активност, може да се постигне санација и во 50% од случаите.
кај оние кај кои што состојбата прогредира или се влошува и доаѓа до конверзија и трансфер во хронична анална фисура, веќе доаѓаат предвид и некои топични локални форми на терапија кои порано беа користени како орални формулации, односно орални препарати од типот на глицерил тринитратот, односно нитропрепаратите, калциум блокаторите. Тука е секако и инјекцијската терапија со ботулин токсин, пред се разбира она што е златен стандард, односно хирургијата и хируршкото лекување на аналните фисури. Така да. Секогаш се почнува првично со ова, така ако не се успее да се постигне посакуваниот ефект или резултат, точно така, се точно преминува така, да. на Нитропрепарати на нашиот фармацевски пазар во моментот ми се чини дека нема, меѓутоа имаме калциум блокатори кои може да бидат самостојно применети или во комбинација со анестетици, а механизмот на дејство кај нитропрепаратите е да се подобри локалната циркулација, бидејќи кажавме дека во основа во патофизиологијата на појавата на аналните фисури е и механизмот на исхемија, и тоа точно на она подрачје кај што е најфреквентна појавата на аналните фисури. Да, тоа го испуштивме да го кажеме дека типичните акутни и хронични анални фисури се првенствено во 90% од случаите локализирани на задната средишна линија на аналниот отвор, односно аналниот канал, тоа е на 12 часот, во некаде 6-7% се на предната средишна линија од аналниот отвор, додека 2 до 3% се локализирани латерално, десно или лево во позиција на 3 и 9 часот, и евентуалното присуство на анална фисура на оваа локализација би требало секој еден лекар да го побуди да се посомнева да не евентуално станува збор за секундарна хронична анална фисура во склоп на кронова болест, аноректален карцином и сите оние состојби кои претходно ги кажавме. Што се однесува до калциум блокаторите, и тие се благодарни за употреба. Предноста во однос на нитропрепаратите е во смисла на тоа дека кај нитропрепаратите, иако применети во топична форма, значи не орално, сепак има појава на несакани ефекти. До 50% од пациентите знаат да се пожалат на појава на пад на крвниот притисок, на вртоглавица, на главоболка, што не е случај при употребата на калциум блокаторите. Резонот пак на примена на калциум блокаторите, кои што се користат за третман на артериската хипертензија, е да делуваат преку миорелаксација, разлабавување на мазната мускулатура, односно во случајов разлабавување на тонусот на внатрешниот анален сфинктер. Так. Доколку тоа не успее, следниот чекор е секако се разбира инјекцијската терапија со ботулин токсин, и тоа првенствено тип А, и тоа станува збор за екзотоксин на бактеријата Clostridium botulinum, кој што фабрички по точно утврдена постапка се произведува во разредени концентрации, а искуствата во разноразни клинички студии се со употреба на варијабилни дози од 5 до 100 единици, кои што се боцкаат во една, две или повеќе точки во внатрешниот анален сфинктер. Практично станува збор за една многу елегантна метода на хемиска сфинктеротомија. Бидејќи целта на сите форми на терапија, почнувајќи од топичните, локални форми на терапија, преку инјекцијската терапија со ботулин токсин, завршувајќи со хирургијата и латералната интерна сфинктеротомија, е да се намали тонусот на внатрешниот анален сфинктер, на тој начин да се подобри циркулацијата и да се зголемат шансите за растување и реепителизација на аналните фисури. Ова е како минимално инвазивна, така се Точно вбројува така. во таквите Се вбројува методи во и категоријата постапки? на минимално инвазивни процедури, и да речеме за разлика од 2011 година, кога ја започнав да применувам и ја воведов оваа метода во Република Македонија, и кога на Балканот никој не боцкаше инјекцијска терапија со ботулин токсин, а сега боцкаат веќе и Србија, и Хрватска, Босна и Херцеговина и така натака. Веќе од 2021 Американскиот коледж за гастроентерохепатологија и Сдруженијето на колоректални хирурзи на Соединетите Американски држави го има вметнато ботулин токсинот и во водичите за третман на пациенти со анални фисури. Така што, речиси по правило, се применува пред евентуална хирургија, бидејќи е помалку инвазивна. Предноста е во тоа што практично нема трајни последици за разлика од хирургијата. Хирургијата, латералната интерна сфинктеротомија е златен стандард со успешност од 95%, меѓутоа и еден непоценлив ризик од 4 до 5% за појава на постинтервентна, минорна или мајорна фекална инконтиненција. Тоа е слаба контрола на празнењето. Кај ботулинската терапија, и доколку се јави, секогаш е транзиторна.
Значи во рамки на 3 до 6 месеци дејството на ботулинот исчезнува и токму затоа и припадничките на женскиот пол во домен на естетската дерматовенерологија и пластична хирургија и така натаму одат на репетирани инекции со ботулин токсин на секој 6 месеци по извесен временски период. Така. Имаме гледач на линија да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Јас една Айлија ден, како што велам, во години су. Добро, повелете, кое е прашањето? Лекарот. Пошто страдам од нервни црева, а во години сум 71 година. 5 години тоа беше, меморијата ми е доста слаба. Од нервни црева, тоа се сврте на споро варење на храната. Сега тоа е на некоја и можда нервна база, не знам како, оди така ме рече интерниста. Сега имам леки од него со зин, така беа, и шурупро, ама другото Така. Имам то. Прво беше терапијата во доза наутро, навечер, сега ми е намалена. Шурупот не, само таблетите. Добро. Сакам да го прашам лекарот, што се нешто наутро стимува зеленилото, повеќе сум на кромирче сега ова пролетно, летно, доматот патлиџанот, што го викаме, и сирење така, наутро, навечерски касно, ќе јадам, извинете, ќе јадам, а през ден со повеќе течна храна. И то растително, али пак. Така, во ред, да. Доволно е ова, да, за... Претпоставувам дека гледачката овдека првенствено поставува прашање поврзано со потешкоти во празнење, односно појава на констипација. Иако да речеме не е директно поврзано со темата на денешниот разговор, меѓутоа е сериозен проблем и тоа особено кај старите луѓе, каде што нели со нормалниот физиолошкиот процес на старење доаѓа до појава на развој на овие мрзеливи црева. Прво биле нервозни, сега се мрзеливи црева, а констипацијата е значајна во контекст на аналните фисури, затоа што тврдата столица, нели рековме, може да биде директна причина за појава на фисура, бидејќи празнењето на тврд и волуменозен измет практично го надминува оној природен капацитет за ширење на аналниот отвор и може да биде непосредна причина и провокација за појава на тој иницијален расцеп. Инаку во поглед на третманот на констипацијата, разбрав дека гледачката добро постапува со промена на растителна храна, да, физички активности во рамки на можностите, се разбира, доволно течности и многу важно примена на лаксативи. Ми се чини дека спомна сирупи и таблетки. Апсолутно не е погрешно, значи одамна се надмина митот дека хроничната употреба на лаксативи ќе резултира по прекин на терапијата со развој на мрзеливи црева, освен можеби со исклучок на таа категорија или класа на, како да речам, антрахинонски лаксативи, односно сенозиди, деривати на сената и на бисакодилот, а такви ги има кај нас многу, типот на алкалакс, дулколакс, новолакс, изилакс и така натака, за кој што е карактеристична појавата на тахифилакса, односно како изминува времето на нивна употреба, така расте и дозата која што треба да се примени за да се постигне идентичен тераписки ефект, што не се однесува на другите лаксативи од типот на осматските лаксативи, лаксативите кои подмачкуваат, така да јас ја охрабрувам гледачката слободно да применува ваква хронична лаксативна терапија со цел да го олесни празнењето, односно да ја избегне појавата на хронична констипација. Но во исто време и со промена во исхраната и внесувањето на доволно течност и велиме кој колку може треба да се движи во рамки на можностите, бидејќи да го забрзаат метаболизмот, точно така? Да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Добро утро. Повелете.
Милица на телефон. Така, јас би сакала да дојдам кај докторот на преглед, како дали може да се дојде на преглед и што може да се направи. Јас во поголема нужда во ветро излегувам само со клизма. Слушам. Толку ми е штетно да било. Добро, да, ви благодариме за јавувањето. Неспорно и јас, како и останатите колеги на гастроентерохепатологија, сме достапни во рамки на системот на мој термин. Јас конкретно имам своја амбуланта секој петок, од 9:30 часот до крај работно време. Да. Па дури и не мора да е согласно мој термин, некогаш е проблем. Значи да пациентите Да се обезбедат најдете. упат во мој термин, особено не од матичните лекари, првенствено тоа се 24 часовни, односно итни 7-дневни упати од специјалист интернист, но дури може и со евентуално отварање директно упат на клиниката за гастроентерхепатологија на денот на преглед, ако е толку сериозен проблемот. Така, проблемот, да. Ќе треба да погледнеме реклами, ама да го слушнеме уште следниот гледач, па ќе му одговориме по рекламите во интерес на времето. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Ве слушаме. Поздрав до докторот и водителката. Ви Имам благодарим. едно прашање. После една година операција од дискус хернија на L4 и 5, чувствувам промена на столицата на тревата. Некогаш лесно празнење, а некогаш промена во столицата. А некогаш потешко, не знам, промена е така. Дали нешто е поврзано со операцијата? со состојбава претходно што сте ја имале. Сосема друга. Така, добро, ви благодариме за јавувањето, ќе погледнеме реклами, па советот и препораката ќе ги слушнете веднаш по нив. Веднаш по рекламите, доктор Владимир, да го дадеме советот до гледачката. Па да, прашањето беше дали оперативниот зафат за дискус хернија на ниво на L4 и L5 е поврзан со појава на проблемите со празнење. Јас би рекол не, бидејќи гледачката кажа дека има промена во цревниот хабитус во смисла на појава на течна или тврда столица, бидејќи ако е последица на оперативен зафат и евентуална повреда во на хирушкиот зафат, повеќе би било проблем со континенција, односно контрола на празнењето. Така да не очекувам дека е проблемот таков. Се разбира дека во услови на нарушен цревен хабитус, зависно од возраста, јас топло препорачувам, ако е 45-50 години, да направи некои почетни испитувања. Се разбира најпрво во консултација со матичниот лекар, а по потреба да биде упатен и до гастроентеролог, дигестивен хирург и така натака. Првенствено гастроентеролог. Така да. И секогаш, нели, кога ќе забележиме дека нешто се случува некаква промена, не чекаме предолго време. Не треба да чекаме во предолго време. моментов Да, кој да. што го има проблемот, да речеме гледачката, така да види уште ден, два или неколку точно дена, така. подобро дури да ако се сакате, направи еве преглед. вон темата во насока на Да. колоректален карцином, ние гастроентеролозите не се плашиме од пациенти кои што имаат хронична констипација со години и со децении, многу пострашна е деново констипацијата, значи констипација која што се јавува во последните неколку месеци и таа е директен мотив за дополнителни исследувања. Така да. Да. А никогаш столицата не заради настинка или стомачен вирус или нешто, едноставно гледате или чувствувате дека се променила столицата, потечна, подолг период или пак тврда столица исто подолг период. Треба и тоа да ни биде сигнал дека треба нешто да Апсолутно треба да направиме биде како сигнал да преглед. се направат дополнителни испитувања. Пак ќе речем првенствено поврзано со појавата на болеста. Така да. Да. Имаме уште еден гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Ало, Ве слушаме. ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата, поздрав до докторот. Ви благодариме. Првите се на период 5-6 месеци направени хируршки зафат за анални фисури. Дали болеста се повторува? Одлично Добро. прашање, да, Ви одлично благодариме. прашање. Може и како да се повторува, јас не сум хирург по авокација, се разбира, меѓутоа латералната интерна сфинктеротомија, дали е тоа отворена или затворена, се состои од засекување токму на внатрешниот анален сфинктер во насока на намалување на тонусот на истиот со цел да се промовира процес на санација на фисурите.
должината на инцизијата која што ја прави хирургот варира, значи има разноразни пристапи, некои одат до самата назабена линија дентата, на премин на плочест во цилиндричен епител во аналниот канал, а некои пак се раководат согласно должината на самата фисура. Меѓутоа факт е дека ако сфинктеротомијата, да речеме, е инсуфициентна, односно недоволна, тогаш проблемот со фисура може да се повтори, додека пак ако е претерана, постои ризик за развој на фекална инконтиненција. И таа е поприлично фреквентна, мислам, после оперативен зафат, во рамки на првите неколку месеци до 50%, со тоа што проблемот со текот на времето се анулира сам по себе, најчесто, иако постои ризик и за поизразена фекална инконтиненција. За среќа тоа не е повеќе од 4 до 5%, и од овие причини, значи, во скалата, односно водичите на повеќе од меѓународните асоциации од 2021-2023 наваму и така натака, е токму вметната и конзервативната терапија, и особено инјекцијската терапија со ботулин токсин, затоа што рековме дека таму ризик за трајна фекална инконтиненција нема. А ваквите пациенти, како конкретно господинот, кој што е веќе оперативно лекуван, се разбира, доколку му се повторат тегобите, може да биде третиран, се разбира, во почетокот со конзервативни мерки, топични форми на терапија, меѓутоа ако тоа не функционира, и со инјекцијска терапија со ботулин токсин, но понекогаш и со рехирургија, повторен оперативен зафат, иако е тоа само мал процент од пациентите кои се веќе еднаш оперативно лекувани. Така, во оној конзервативниот дел на третман из храната, течностите, дали топлите бањи и како помагаат топлите бањи? Ги испуштивме. За жал на нашиот пазар не се достапни тие така наречени топли промивки. Меѓутоа поентата е да практично аноректалното подрачје се потопи во 5 до 10 сантиметри на топла вода, топол раствор, што ќе промовира од една страна миорелаксација на аналниот сфинктер, со што се зголемува шансата за санирање на аналната фисура, а воедно се подобрува и локалната циркулација. Еквивалент на тоа може да представува и одмивање со топла вода, се разбира, не жешка, мислам. Што исто така може да го постигне практично идентичниот ефекти, да биде од помош. Така. Од сите досегашни што ги имате направено, резултатите што се и ефектите што се постигнати, што говори праксата? Да речеме, конзервативните форми на терапија, односно овие хигиено-диететски мерки во комбинација со топичните форми на терапија со нитропрепаратите и калциум блокаторите, успехот се движи некаде 40 до 50%, кај инјекцијската терапија со ботулин токсин успешноста е 70 до 80%, потоа следува, вака ќе речем, малку инквизицијска метода, меѓутоа јас понекогаш ја практикувам, тоа е аналната дилатација, која исто така има висока стапка на успешност, завршувајќи со хирургијата која што е со успешност од 95%. Така да. Кога и да се појават и кои од овие симптоми да се појават, да не се чека да поминува време. Кога прв пат нели ја спроведовте и оваа процедура, многу од пациентите беа среќни бидејќи си го наоѓаа решението за проблемот кој што ги измачувал толк период. Точно така, точно така. Треба да се делува профилактички и тоа е тема за дискусија. Во последниот период што се однесува до аналните фисури се зборува буквално за профилакса. А профилаксата во што се состои токму во правилен режим на исхрана, со доволен внес на влакна, со омекнување на столицата, со доволен внес на течности, со физички активности, како и впрочем во насока на превенција на еден куп заболувања, кардиоваскуларните, ако сакате, правилен режим на исхрана во насока на превенција на зголемен ризик за колоректален карцином и така натаму и така натаму. Така да профилаксата како и секаде е многу важна и кај аналните фисури. Така да. Да не мислиме секогаш дека станува збор за хемороидална болест и да пробуваме да ја лекуваме или да ја третираме на апсолутно да, затоа што има пациенти кои што со години лекуваат хемороидална болест, не мора да речеме анална фисура, а на крај ќе излезе нешто, не дај Боже, како што не треба, колоректален карцином. Така да, затоа треба навреме да се консултира лекар, макар матичен лекар. Значи, не е воопшто технички предизвик, ниту е тешко да се направи почетен преглед кај пациентка кој што се сомневаме дека има присуство на анална фисура или присуство на хемороидална болест. Че тоа е надворешен анален преглед и ректален дигитален преглед, а потоа евентуално ако треба следува примена на дополнителни методи на евалуација како што е ендоскопијата. Но ќе ја знаеме целосната слика за што станува збор и во која насока понатаму да се третира. Ви благодарам за гостувањето, драго ми беше што ни бевте во Фактор здравје. Благодарам и вам и голев поздрав до вашите гледачи.
Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.